Добро дојдовте, почитувани гледачи, во уште едно видеоиздание, интервју на порталот Работник. Денеска со нас е господин Роберт Митровски, кој што ни доаѓа од Синдикатот за угостителство и туризам, кој што е воедно и председател на тој синдикат. Добре дојде, Роберт. Добре најдов. Фала ви за што се одзовавте на поканата. Фала што не поканивте. Ете така. Имаме сега ние неколку прашања кои што се надевам дека ќе можеме убаво да образложиме и нашата публика, народот да може да слушне она кое што се случува во синдикатот, а и општо во туризмот и угостителството. Кажете ни каков е вашиот став во врска со мерките за намалување на работното време и оние мерки кои што се за ограничување на бројот на гостите. Како се до тоа влие врз работниците, врз вработените? Како прво да кажеме дека ние не сме консултирани колку ни една точка што е донесена како синдикат. Така да нашиот став дека овие мерки се престроги и дека комплетно ќе го доуништат угостителскиот сектор, што од страна на работодавачите, тоа е од страна на работниците. Со намалувањето на работното време, сега се шпекулира дека тоа ќе биде до 21 часот, значи комплетно се губи една цела смена на работници. Така да, ако во објектот работеле 2 смени работници, во овој случај сега ќе работодавачот ќе има потреба само од една смена. Значи ако до 21 часот се работи, веќе во 20 тој ќе треба да врши припрема за затварање и така да кујната да се затвори, секако да. Дезинфицира. Да. Така да мислиме дека мерките се престроги и дека треба нешто поубаво да се направи во тој поглед. Така. Вие како синдикат, кој што сте соочени како нормално и сите други од оваа пандемија, знаеме дека угостителството и туризмот се едни од најпогодените сектори. Кажете ни дали со овој нов бран на вирусот ширење, мислите дека можеби посилно би удрило, посилно влијание би имало врз угостителството и туризмот? Од ова посилно здравје. Значи, ние правиме паралела со еден наш член што е во Америка, поточно во Флорида, каде што живеат претежно постари луѓе. Значи, таму се мерките каде поблаги од кај нас. Значи, маска не е задолжително да се носи, туку се препорачува. Значи, они веќе таму имаат и организирање на свечености до 150 гости, така да кај нас тоа е уште мисловна именка. Така да, околу тоа е нашиот став. Значи, немаме што друго да кажеме. Така, четвртиот сет мерки од владата кој што е препорачан, кој што е најавен, наменете точно за оние кои што се најпогодени. Што мислите за овој сет мерки? Па, што мислиме, ние, пак ќе кажам, значи, ние ниту сме прашани, а ниту мислам дека и некој друг е прашан за овој сет мерки. Сетот на мерки го одлучуваат некои луѓе на повисоко ниво, они ги распоредуваат средствата, дали средствата стигаат до крајниот, до работникот, тоа веќе ние гледаме дека и не е така. Еве, пример, јас ќе дадам како мој личен пример. Мојот личен доход прошлиот месец беше 1 денар. Така да, мислам дека има уште многу случаи како мојов, пошто веќе испитуваме, каде што не се исплатени плати подолго време, така да околу ова треба да се размислат надлежните. Дали воопшто ќе помогнат тие мерки? Дали ќе помогнат? Дали ќе беше подобро да се иде директно на сметка на работникот да се префрла парите? Тоа е веќе друго. Така. Кажете ни, дали знаете дека за денеска е најавено дека 4000 туристички работници ќе останат без работа? Како гледате нова и што според вас треба да се превземе за да се заштитат овие работни места, да се зачуваат? Па,
што да кажеме, јас денеска Савалево прочитав за тоа и мислам дека едноставно и така крехкиот угостителско-туристички сектор со тоа ќе ги дозатвори сите и туристички агенции и ресторани. Денеска не е лесно да си работник во угостителски објект, а исто така не е лесно и да бидеш работодавач. Колку тие работодавци вистински добиваат средства и помош, треба нив да ги запрашате. Затоа што ние, разговарајќи со неколку од нив, гледаме дека луѓето се оставени на милост и немилост. Имате соработка со некои од коморите, како тие реагираат, каква соработка имате со нив? Дали ви излегуваат во пресрет? Со коморите имавме некои разговори, па јас мислам дека треба да се поинтензивно малце да се работи со коморите. Они се сега ставени во многу лоша ситуација. Така да, дали ние да почекаме да се смири ситуацијава, па да седнеме убаво да разговараме со нив, или е попаметно сега додека е жешко да имаме заеднички настап околу случувањата. Мислам дека треба и они да размислат, затоа што коморите и двете, колку што ја знам сега за угостителство и туризам, настапуваат сами. Сами настапуваат со нивни барања, работниците не се никаде спомнати, така да понатаму би требало да се поинтензивира соработката со нив. Нашата соработка. Да. Така, вие како лидер на оваа синдикална организација, овој синдикат, кои се вашите наредни чекори кои што би ги превземале на синдикално ниво? Кои се нашите? Има многу. Пример, преку Конфедерацијата за слободни синдикати, сакаме да стапиме во контакт со светските синдикати, да речеме први со европските. Ќе покушаме да оствариме контакт со хрватскиот, со црногорскиот синдикат, каде што нашите вработени кои ќе сакаат да работат во тие држави, да бидат исто така синдикално заштитени, како и тука, така и таму. Потоа сакаме да направиме, да вметнеме во сметката сервис, кој што ќе биде задолжителен за сите. Веќе и разговаравме околу оваа тема со луѓе стручни и кои ни потврдија дека може такво нешто да се направи. Едноставно со тие чекори сакаме да направиме поточно со овој за сервисот, сакаме да направиме работникот, угостителот да земе повисоки примења за да остане во државата. Инаку сега како што се случува, вработените во угостителскиот сектор се преориентираа на други работи. Значи, некој работи обезведување, некој работи дистрибутер во магазин. Многу ќе биде тешко за персонал откако ќе заврши оваа пандемија. Потоа ќе биде вистина тешко. Јас познавајќи мои пријатели, угостители, луѓе што останаа без работа, сите се преориентираа на нешто друго и кога ќе видат дека таа е многу полесна работа од нашава, ја мислам дека многу тешко ќе се вратат и ќе имаме проблем со персоналот. Кадар, така. Да. Ви благодарам за учеството во ова интервју. Фала ви уште еднаш. Фала ви на вас за поканата. Почитувани гледачи, благодариме и на вас за одвоеното време. До нашето наредно интервју. Бидете во добро здравје. Поздрав.